како и секоја личност, така и јас во текот на животот имате, нели, и позитивни настани, и негативни настани и така натака. И токму тоа влијанието на тие настани пробувате, нели, да го апсорбирате, да го скротите, да го примите на правилен начин, за да не ве измести, ајде да кажеме, од точката каде што сте. Ристе, како си? Добро сум, фала на прашање. Добро се држам, да речеме. Ти како си? Добре, добре, дефинитивно. Мило ми е што можеме овде да сме да зборуваме. Јас, кој што ти кажа, пред да почнам да снимам веќе неколку недели се мачам со настинки и грипови и конечно ова недела се надевам дека ќе помине добро од тој аспект. Така. И баш ми мило што ти имаме тебе да зборуваме за теми за кои што мислам дека до сега не сме збореле на подкастот, и тоа како гледам дека се тесно поврзани со менталното здравје. Но пред да почнем со тоа, сака да те прашам и тебе, како и секој гостин до сега во подкастот, што за тебе представува ментално здравје? Мислам дека некои прашања навистина немаат точно дефинирана дефиниција и општо позната, и дека секоја индивидуа е различна, со сопствени карактеристики, и секој на свој начин некако може да си одговори на некој од тие прашања. Мислам дека ова прашање е токму такво прашање, каде што секој може да си даде сопствена дефиниција врз основа на, нели, неговата состојба во некој даден момент. Како што кажав, секоја индивидуа има сопствени карактеристики, сопствен начин на размислување, пристапување кон работите, пристапување кон проблемите, начини сопствени на реагирање, начини сопствени на нереагирање и така натака. А од друга страна, замислете, го имате вие вашиот живот кој што нели почнал и до моментот каде што сте сега, и во тој период имало нели настани кои што се случувале уште од сам почеток, кои што ви давале некаква насока и како вие да го спознавате светот, како да реагирате на некои од тие настани. Некои од тие настани се, нели, позитивни, некои се негативни, некои се трагични, и сите тие некако нели имаат влијание врз развојот на вашата личност. Од трета страна, мислам дека ајде да кажам, во универзумот има некаква точка на потполна рамнотежа. Така и личноста, како личност има, мислам дека потполна рамнотежа. И токму тоа, ајде да кажам, одстапување од таа точка на вашата потполна рамнотежа, поради влијанијата од тие настани кои што ви се случуваат во животот, без разлика дали се позитивни, негативни или трагични, едноставно тие настани вие поместуваат таа точка на рамнотежа, и токму тоа одстапување од тоа совршенство, ајде да кажеме, таа совршена точка на баланс, за мене е менталното здравје, и колку е помало тоа одстапување, тоа ви е подобро вашето ментално здравје, колку е поголемо, толку е понарушено, да кажеме, вашето ментално здравје. Кои се некои, например, влијанија во твојот живот кои довеле до тоа вака да размислуваш, да гледаш на менталното, или спомна дека, нели, од таа некоја совршена рамнотежа доаѓа до некои одстапувања. Кои се кај тебе некои влијанија во животот до сега кои што можеби те направиле да одстапиш малку од тоа совршенство, кои што во сето тоа ти помогнале да доеш до тој степен вака да размислуваш за менталното здравје и да го гледаш како нешто кое што сега ни го објасни. Како што кажав, мислам дека секоја личност има секоја личност е посебна индивидуа, и секоја личност посебно реагира на сите овие настани. Така и јас, нели,
си го доживувам нели на свој начин сите тие настани, без разлика дали се позитивни или негативни. И позитивните некогаш нели имаат некакво влијание. И она што е најважно за мене од сите тие позитивни, негативни, трагични и така натака, е ефектот од тие настани, тоест како ќе се справите вие со тој ефект од тие настани. И нели како и секоја личност, така и јас во текот на животот имате нели и позитивни настани и негативни настани и така натака. И токму тоа влијанието на тие настани пробувате нели да го апсорбирате, да го скротите, да го примите на правилен начин, за да не ве измести, ајде да кажеме, од точката каде што сте. Иако има влијание, меѓутоа пробувате нели да останете таму каде што сте. Така да моето размислување врз основа на тие влијанија. Како што кажав, како и секој човек, јас сум имал такви моменти, и така и тие некако ми го дефинираат тоа, да кажеме, менталното здравје. Да. Дел си од IT светот, од тој некој свет кој што голем дел од млади луѓе денеска сакат да станат дел и да бидат, да работат во таа сфера. Можеш да ми кажеш како самото тоа ти влијае на твоето ментално здравје и колку е твојата работа и со тоа што се случува секој ден влијае врз тоа како или кои влијание ги има врз тебе и твоето ментално здравје? Така. Да, како што спомнавте, IT светот, да речеме, и кога почнував и сега е некако главна, не знам, точка во целиот свет. И се повеќе луѓе сака нели да влезат во тој свет. Јас ја имав таа, ајде да кажеме, среќа можеби, нели да веќе 16-17 години да бидам во IT светот. И имам таа среќа нели да раководам компанија која што моментално има околу 30 работени. И нормално сето тоа нели звучи супер, звучи одлично, меѓутоа сето тоа самото по себе си носи некакви предизвици. Бидејќи вие замислете имате 30 луѓе кои што се со различни карактери, кои што нели секој си има семејства и треба да одговорите некако на сите тие, ајде да кажам, моменти додека работите заедно. Од друга страна, и вие како човек некогаш имате, да речеме, можност да влијаете врз некои работи, некогаш не можете да влијаете врз некои работи, сето тоа нели некако влијае врз вас, без разлика, како што кажав и претходно, дали се позитивни или негативни настани, некако влијае сето тоа. Од друга страна, нели се борите цело време, IT свет како IT свет оди напред. Тој е стварно брз раст во секое поле. И пробувате на секој начин и да го стигнете тоа, нели, да бидете во тек со сето тоа. Тоа додава уште дополнителен, нели, притисок, да кажеме, на некој начин, бидејќи треба за да обстанете во тој IT свет, треба некако и вие да се надоградувате и да бидете во чекор со новитетите кои што излегуваат во IT светот. Тоа па и уште дополнително, нели, додава некаков си притисок. Меѓутоа, сето тоа, ако најдете некаква причина или цел зошто го правите тоа, мислам дека може така и тоа да се балансира тој притисок со вашата цел, зошто го правите тоа, да кажем. Која е твојата цел? Мојата цел, ова ќе го
ќе го одговорам на малку поинаков начин, бидејќи неодамна присуствував на еден лидершип курс од Универзитетот Йейл, кој што беше токму за лидерство. И тој се главната, ајде да кажам, точка на тој курс беше во 4 посебни точки, кои што сите тие 4 точки се некако распределени или имат исто влијание врз 3 сегменти. Тие 4 точки се purpose, priority, potential и progress. И нели првото е purpose. И од тука почнува буквално се и некако секое наредно има некакво значење со претходното, има некакво влијание исто врз, да кажеме, вашето ментално здравје. Интересно беше што сите овие 4, кога ги работевме тие 4 точки, да кажеме, во подетални анализи, интересно беше што тоа требаше да го направиме во 3 сегменти. Првиот сегмент беше вашата личност, значи надвор од вашата работа, која е вашата цел овде, сте се родиле и што вие правите тука. И исто и другите точки. Значи, кои се приоритетите ваши во вашиот живот, кој е потенцијалот кој што вие го имате, бидејќи некогаш можете нели да направите погрешна пресметка во потенцијалот кој што го имате за да направите нешто. И тоа како влијае врз вашата самодоверба, врз вашето ментално здравје, така натака, како го погрешите вашиот потенцијал. И четвртата точка е прогресот, колку вие од она што сте го зацртале како цел, како значење, како приоритет, како прогрес, колкав е тој прогрес. Значи, дали има прогрес во тоа што вие го правите или не. Значи, првиот сегмент беше за вашата личност, вашето семејство и така натака. Вториот сегмент беше во вашиот бизнис живот. Значи, истите тие 4 точки врз вашиот бизнис свет, онома каде што вие работите. И третата точка, или тоест третиот сегмент беше врз општеството. Значи, кои се вашите цели врз кои што влијаат врз општеството, како вие давате приоритети, наработите кон општеството и така натака и така натака. Така да сега ќе го сумирам ова цело, кога ги работевме тие вежби, мојата цел беше дека која што ајде да кажам горе доле беше имаше влијание врз сите 3 сегменти, и врз мојот приватен живот, и врз работата, и врз општеството. Мојата цел е дека, нели, вие тука се раѓате и нели имате почетот и крај на вашиот живот, и јас сакам во тој, да речам, период да оставам некаква трага, да помогнам во еволуцијата на овој свет. Без разлика дали ќе помогнам миниатурно со многу мал ефорт или нешто поголемо, меѓутоа јас сакам да помогнам и врз нели во влијанието во мојот приватен живот, меѓутоа исто така во работата сакам да помогнам во тој развој на IT светот. Сакам да помогнам и да инспирирам и да мотивирам некои од нели моите колеги да го прават истото можеби, и така да главно мојата цел е некако се она што правам да има придонес врз еволуцијата која што се случува во овој момент. Да. Интересно бидејќи една од работите, нели, во моментов голем дел од младите прво нешто што сака да направат после средно е да си идат од Македонија. И ја кога баш размислував, кога бев во тој некој период пред некои 6-7 години, она што ме задржа овде беше токму тоа. Сакам да оставам нешто овде, па после тоа може да одам некаде. Колку тоа ти ствара притисок на моменти кај што, не знам, доаѓа до разочараност,
дали од тука кај што сме, дали од самата работа, дали од начинот на живот, дали од било што, колку тоа ти ствара дополнителен притисок, бидејќи не гледаш на работата и твојата цел не знам, да заработиш највеќе пари колку што можеш или да достигнеш некој ниво во светот на IT, туку е да оставиш нешто позади тебе. Така. Морам да признам дека е тешко. Значи не е толку лесно колку што изгледа. Првенствено бидејќи јас имав можност кога почнав да работам за други компании, имав можност да патувам често во светот, така да и нели голем дел од соработките во тој момент беа со странски компании. Бев многу често во Англија, бев многу често во Холандија, каде што нели тоа се комплетно различни култури од тука од нашата. И вие сте научиле нешто од тие култури. И ги гледате разликите. Како функционира светот таму, како функционира светот тука. И како што кажавте, има моменти и точки каде што некогаш може да се разочарате од тука, може да нели некогаш е добро, има различни моменти, меѓутоа не мислам дека ако бев на друго место дека немаше да го има тоа. Мислам дека таков е животот, тоа е некој нормален тек каде што имате вие нели раст, па имате падови, па имате моменти каде што ќе треба повеќе да запнете, има моменти кога ќе можете да бидете поопуштени и така натака. Меѓутоа ако се водите од вашата цел, од значењето на оно што го правите, мислам дека се балансира тоа разочарување, несигурност и така натака, бидејќи како што кажавте, ако целта била пари, ќе било сосем друго, меѓутоа мене целта ми е сосем друга, да се остави некаков трак и нормално не само да се остави трак, меѓутоа и тоа да биде инспирација, нели, некои други можеби да го изодат истиот пат или нели уште подобар и уште поуспешен пат. Така да ако јас барем мотивирам едно дете, нели, и инспирирам со моето делување да го направи истото, јас мислам дека веќе сум ја постигнал мојата цел. Од каде доаѓа Брайан Фишер? Од каде доаѓа идејата за, бидејќи не нешто кое што е твоја day-to-day работа, од каде доаѓа идејата за видеоигра и за Брайан Фишер? Брайан Фишер е навистина склоп на многу работи, многу случувања и ова се што го зборевме претходно, мислам дека има некакво влијание врз создавањето на Брайан Фишер. Јас како мал потекнувам од семејство кое што не било финансиски ситуирано и не сум имал можност да имам нели компјутер или било каква конзола за играње, дури сум немал ни Тетрис, значи буквално до тој степен од такво семејство потекнувам. И желбата за играње на игри била голема, како и на секој дете. Мислам дека нема дете кое што нема желба да игра игри. Од друга страна, навистина во целиот тек на животот сакав и се уште сакам предизвици, тоест логички задачи. Значи сакам она што го викаме ние нели problem solving skills, сакам да ги надоградувам моите вештини за решавање на проблеми преку логички задачи, ајде да кажеме. Од трета страна исто сакам научно-фантастични приказни кои што можеби би давале некаква теорија
што се случува, кои сме ние во универзумот, зошто постоиме, како сме се создали и така натака. И тука имаше една приказна во мојата глава која што е точно научна, фантастична приказна, која што има патување низ времето и така натака. Меѓутоа, нели, поради моите финансиски, да речеме, мојата финанска состојба порано, не сум можел нити да играм игри, нити да некако да го искажам сето тоа, да го преточам во некаков продукт тоа што сум го имал замислено. Потоа кога имав можност за да играм игри, немав време, нели, имате веќе сте возрасен, имате семејството очекува нешто од вас. И многу е неблагодарно вие да се затворите во соба и да играте игри кога вашето семејство очекува нешто од вас. И така дојде природно добро, ако не можам да играм игри, тоа ќе пробам да ги правам тие игри. И нели врз основа на тоа ќе создавам некак од типот на, нели, ипак е тоа креативна индустрија која што вие создавате некаков продукт. Исто сум бил фасциниран секогаш од луѓето порано кои правеле игри. Значи мене не ми било јасно како се правеле игри, кои се тие луѓе кои што ги прават тие игри. Какво знаење треба они да имаат за правење на игри, каква едукација, процесот на самото правење на игри, насмислување на тие логички предизвици и така натака. И сето тоа некако се вклопи и се решив мојата приказна да преточам во видеоигра, која што ќе биде логичка, која што, нели, нема да има насилство, нема да има, нели, негативни, ајде да кажеме, елементи во таа игра. Туку напротив ќе биде некаков логички предизвик кој што луѓето ќе можат, нели, да се тестираат својата интелигенција, и преку логички предизвици во исто време да ја запознаваат и приказната за Брайан Фишер. И така се создаде тоа. Се создаде првиот чаптер, бидејќи тоа е некаква приказна од 3 чаптери. Се создаде првиот чаптер, кој што горе-доле мислам дека помина добро, и тоа ни даде крила, нели, да продолжиме со вториот, кој што неодамна пред неколку месеци беше издаден вториот чаптер од таа игра на платформите Xbox и Steam компјутер, и моментално имаме договор со PlayStation, меѓутоа имаме некои административни потешкоти за да го реализираме тоа. Меѓутоа се надевам дека и тоа за брзо ќе го надминеме и ќе се појави играта и на PlayStation. Да. Интересно тоа што каже, бидејќи некаде сличен сум и јас, кој што нема игра, но многу играм, од секогаш ми било интересно да дознам нешто повеќе што е се потребно да се направи една игра. Не знам дали го имаш гледано филмот за Тетрис, како е создаден пред неколку години. И беше баш интересно, една игра која што е создадена пред многу години и денеска се игра. Кажи ми, што се е потребно да се создаде една игра? Што се тебе ти беше потребно? Како и некој можеби кој што не е во тој свет на видеоигри, да создаде една видеоигра која што е релативно успешна, барем кај нас, ако не и во светот. Интересно е што за да се направи една игра се вклучени многу професии. Значи, почнувајќи од... Тоа е прво буквално како снимање филм, бидејќи ви имате сцена, таа е празна сцена, буквално, потоа таа сцена вие ја пополнувате со некакви предмети. Не знам, сакате да направите оваа соба, да речеме, во таа сцена, и тоа е исто како во живо. Значи, празна сцена, ставате ѕидови, ги правите потоа маса, столче, слика, чаша или било што, потоа ги местите во таа сцена, потоа, значи, ви треба сценограф, значи треба некој да знае како да ја намести таа сцена, ви треба
осветлување, ви треба некој кој што знае да работи со светло и сенки, потоа ви треба режисер, ви треба сценографија, ви треба сценаристи, ви треба наратив, значи ви требаат и писатели, потоа ви требаат програмери кои што ќе го испрограмираат тоа, ќе ви требаат уметници кои што некој ќе го нацрта сето тоа, ви требаат музичари кои што треба некој да направи музика за тоа, ви требаат актери кои што треба да го позајмат својот глас за вашата игра. Така да и тоа е уште повеќе што ме привлекува да продолжам да го правам. Тоа е бидејќи навистина процесот е огромен и како да снимате буквално филм. Каде што треба и нормално да има и приказна, ќе треба да знаете како да ја раскажете таа приказна. Така да процесот е навистина комплексен, е огромен и трае. Еве да кажеме вториот дел од играта Брайан Фишер може би се правеше повеќе од 2 години. Така да не е нешто што се прави брзо и е макотрпна работа и вклучува навистина многу професии да бидат вклучени во целиот тој процес. Како ти беше тебе да балансираш професионалниот живот и нешто што е хоби, ама кое што е доста захтевно хоби, кое што бара многу од тебе да се вклучи за да на крај биде успешно? Така. Прво, кога сакате нешто, ќе најдете време. Ќе најдете време. Ќе направите некаков баланс за да успеете и во тоа што сакате. Нормално, тука се непроспиени ноќи, тука се викенди кои што едноставно си ги предавате само на тоа. Правите некаква жртва со сето тоа. Од друга страна, мора да имате тим кој што ќе работи на тоа, не можете сами тоа да го сработите. Така да ајде да кажеме програмерскиот дел и се она што е останато како сценарио, режија, осмислување на тие загадки и така натака го правев јас, меѓутоа визуелниот дел го правеше една компанија која што работела неколку луѓе на сето тоа, така да визуелниот дел, да речеме повеќе 3D моделите и се она што го гледате како визуелен ефект го правеше една компанија Камај Медија од Битола, која што направи одлична работа и без таков тим, мислам дека не можете. Така да кога имате тим, може да ги некако да ги балансирате сите тие работи. Да. Речи и самиот дека прво не си имал можност, а после тоа и време за играње игри. И сакам да те прашам, веќе кога зборуваме за видеоигри и некоја таа поврзаност, и прво да почнеме со тоа, зошто тие се толку привлечни? Бидејќи, не знам, најголем дел од деца сите сме имале и ти кажа сами, сите сакаме да ги играме тие игри, некојаш можеме, некојаш не можеме, мислам дека во моментов се повеќе и повеќе си има можности да се дојдат до тие игри. Ама што ги прави видеоигрите привлечни? Еве и во самиот процес на создавање на твојата игра. Кое беше тоа размислување, ова треба да направиме, ова не треба да направиме? Зошто видеоигрите се толку популарни според тебе? Има многу студии, кои што се занимаваат со ова и пробуваат да откријат таа конекција, да кажеме, помеѓу луѓето, децата, зошто сето тоа така привлекува на тој начин. Дали има позитивни влијанија, дали има негативни влијанија и така натака, меѓутоа јас можеби сега ќе зборувам повеќе, ќе застанам во одбрана на игрите некако, можеби ќе звучи така. Но прво мислам дека пред се игрите треба да се разбера дека е забава. Значи
сите игри кои што не се забавни, не се играат. Значи, вие кога барате некоја игра, барате и вие да се забавувате, да ви е интересно. Така да во процесот на правење на една игра, така и ние гледавме додека ја правите да биде интересна. Значи луѓето да се забавуваат таму. Така да мислам дека тоа е поидовна точка зошто нешто ве привлекува. Второ, ова е лично моje мислење кое што не сакам да биде сватено дека тоа некој општо прифатено. Мислам дека од друга страна игрите веќе нели даваат барем нашата игра, бидејќи е логичка, помагаат во вашиот развој, во вашиот развој на интелектуалната свест, значи како може вие да си ја подобрите вашата интелигенција, да кажеме. Зошто? Бидејќи поготово нашата игра е комплетно логична. Таа е еден склоп на многу загадки, кои што се така склопени и наредени една по друга, која што ќе ви даде едно искуство каде што вие мора да размислувате оно што кажуваме out of the box, значи надвор од нормалното, за да можете вие да решите некоја загадка. Така да и тоа мислам дека привлекува многу, каде што имате некаков предизвик, значи вие имате некаков проблем и вие треба некако да го решите тој проблем. Мислам дека и тоа привлекува многу кога имате нешто да решите. Значи имате некаков предизвик. Значи едното е забава, второто е ова што го кажуваме предизвик. Имате некаков вие предизвик за да влезете таму и да направите нешто. Исто можеби нели игрите нудат и некои работи кои што можеби не сте можеле да ги сретнете во живо и може да ги најдете таму. Кои што исто ќе ви помогнат некако во развој на вашата личност. Така да горе-доле моето мислење лично е дека игрите не треба да се сватат како нешто негативно, туку треба да се сватат дека и тие може да помогнат во развој на вашата личност. Кога во голем дел се согласувам со тебе и мислам дека самите игри има не може да кажеме оке ова игра е ваква и сите игри се такви, туку има голем спектар на игри кои што може да се играат и некојаш се бесплатни, некојаш се нели треба да се купат. Ама кога мислиш дека доаѓа до не знам, знаеме на пример дека социјалните медиуми се дизајнирани да не направат да останеме на нив, не знам. Не знам дали можеме да наречеме таа некоја зависност, ама кога мислиш и кои се некои причини зашто на пример некој ќе земе ќе играта некоја игра нон-стоп и тоа ќе му стане на некој начин зависност. До кога доаѓа тие моменти и зошто според тебе тоа се случува? Мислам дека се што правите прекумерно има некаква негативна, да кажеме, негативно влијание врз вас. Вие да земете и да пиете вода прекумерно, тоа ќе има некакво влијание. Мислам дека е најважно да се дојде и да се спознае таа граница што е тоа прекумерно, а што не е. И мислам дека токму тоа е она што луѓето викаат дека некои се зависни од нешто, кога веќе таа граница се преминува во прекумерно конзумирање на било што, значи во случајов игра. Меѓутоа, мислам дека пристапот треба да биде кон се така. Треба вие да имате, да си ги дефинирате вашите граници во секој случај.
и како деца, нели, ние како деца можеби не сме свесни кога сме деца дека каде е таа граница, меѓутоа затоа треба да има некој кој што ќе не води, ќе некако ќе не усмери кон моментот на препознавање на таа граница. И мислам дека тоа прекумерно или таа зависност доаѓа во моментот кога веќе никој не предупредил дека ние сме ја преминале таа граница. Како растете потоа вие, кога веќе ќе се научите каде е вашата граница, во секој пристап, во се што вие ќе пристапите, дали е тоа игра, дали е филм, дали е спорт и така натака, вие веќе ќе знаете каде се вашите граници. Меѓутоа како дете вие не ги знаете и мора некој да ви ги постави и да ве учи, да ве тренира, вие да ги распознавате каде се тие граници. Така да тоа е, мислам дека моментот кога веќе станува во зависност, кога веќе никој не реагирал на време, нели, да се препознае кога е таа граница. Бидејќи секоја забава предизвикува зависност. Ако вие убаво, нели, еве, играте фудбал, да речеме, и вие може да играте цел ден фудбал. Ако ви е убаво и ако е забавно, вие ќе играте цел ден фудбал. Меѓутоа и тоа има негативни влијанија врз вас, врз вашата снага, врз вашата, нели, може би интелектуална свест, во смисла дека вие сте се посветиле само на играње на фудбал, може би ќе има влијание врз вашата социализација со другите елементи во општеството. Така да мислам дека сепак најважно е да се најде границата, бидејќи секоја забава ствара зависност во секој случај. Кажи ми, за кого е играта преказната за The Strange Story of Bram Fisher? Кој може да игра и кој не може да игра? Така. Бран Фишер, значи играта е игрива за секого. Зошто? Бидејќи прво правило што го ставивме кога почнавме да ја правиме таа игра, беше дека нема да има насилство или нема да има, нели, страшни елементи во таа игра. И ќе биде потполно насочена кон логика. Играта е еден тип на escape room. Значи, вие сте затворени во една голема куќа и треба да најдете начин вие да излезете од таа куќа преку собирање на различни предмети и со употреба на тие предмети да пробате да ги решавате сите тие загадки кои што се низ таа куќа, за да дојдете на крај да излезете од таа куќа. Така да нема, нели, старосна граница. Секој оној кој што се чувствува спремен да решава загадки, мислам дека може секој да ја игра. Од друга страна, има и приказна која што нормално и повторно може би ќе ве привлече, која што не е само решавање на загадка, него има некаква и приказна која што нели, мислам, таа приказна е science fiction, не е некоја вистинска приказна што била, не знам, случка, меѓутоа ви дава некакво, не знам, насока, можеби и вие да почнете да си размислувате кој сме, што сме, зошто сме тука, нели, да си имате некакво ваше размислување за сето тоа. Да. Кажи ми, каква е реакцијата? Еве, ни самиот не знам колку и каква е величината на гейминг сцената во Македонија, ама каква е реакцијата која што добивате од луѓе, можеби кои што се во тој свет, од Македонија, по издавањето тоест по создавањето на играта? Така. Играта има добри критики. Значи, прво е добро технички направена.
значи горе доле мислам дека се е многу блиску до од зборувам од технички, визуелен аспект, програмерски аспект и така натака, мислам дека е многу блиску до големите наслови. Така да од таа перспектива имаме добри критики. Имаме добри критики исто во однос на музиката на самата игра. Меѓутоа интересно е што овој тип на игра не само во Македонија, меѓутоа и светски, ајде да кажеме, светска статистика е многу мала. Бидејќи во овој момент ваква логичка игра не е тренд, ајде да кажеме. Значи публиката е горе-доле многу помала. Бидејќи моментално во гейминг светот е жанрот на игри кои што се играте сосем поинаков. Значи тоа се некакви ајде да кажеме симулации на вистински настани од животот во кој што вие имате таму и насилство, имате и грабежи, имате и нели и убиства и така натака, и мислам дека повеќе поголем акцент се на такви игри. Од друга страна исто има игри кои што се создадени, кои што не се од овие светови, значи имате некои други светови, меѓутоа тематиката е горе-доле слична, каде што вие имате некакви оружја, каде што нешто правите со тие оружја и така натака. Овој тип на игра, каде што е нашиот, кој што е логичка пазл игра, публиката е многу мала. И брз основа на тоа, мислам дека добиваме одличен фидбек, бидејќи и од таа мала публика која што е, голем дел веќе нели ја игра играта, и имаме позитивен фидбек од нив, што ни дава нели до знаење дека треба да продолжиме со овој начин. Можеби нели геймингот се менува цело време, можеби некаде во иднина повторно ќе биде, не знам, логичките игри главна сцена, бидејќи пред неколку години тие беа нели на главна сцена. Така да како и се менува, така да се надеваме дека можеби еден ден повторно нашиот жанр ќе биде нели главна во гейминг светот, меѓутоа и да не дојде тоа не обесхрабрува дека не треба да продолжиме да го правиме тоа, бидејќи и на почеток како што кажавме, мислам дека со тоа што им даваме на луѓето некакво искуство, логично искуство и каде што можат они да си ги тестира своите способности, мислам дека е доволен доказ дека треба да продолжиме да го правиме ова што го правиме. Да, спомна дека приказната е од 3 делови. Првите 2 се веќе out there, може луѓето да играат. Што е планот за Chapter 3? Chapter 3 моментално се уште е во фаза на да кажеме пишување на сценариото. Значи претходно се имаше некаква глобална замисла од таа приказна што ќе биде, меѓутоа сега веќе одиме во малку подробности, за да можеме потоа полека сето тоа да го преточиме повторно на хартија, нормално во некаква логична целина, каде што имате вие неколку нели логички предизвици и како низ тие логички предизвици како вие ќе раскажете таа приказна, така да се уште е на хартија, да кажеме, тој дел, значи е почнат, меѓутоа е на хартија, и се надевам дека за брзо време веќе ќе се премине кон техничка имплементација, меѓутоа нели нека покаже времето во секој случај кога ќе треба да дојде тоа. Да. Исто фала ти за самиот разговор. Мислам дека е интересно. Уште немам игра на играта, ама дефинитивно е нешто кое што би сакал, кој што кажа ти некојаш и немаш време за игри. За крај сакам да те прашам тебе и кај сите гости кои што доаѓаат на подкастот,
Кој е твоето прашање за оние кои што сега нас слушаат? Па нека размислат, не знам за која е нивната цел, нели? Како што јас кажав дека имам некаква цел во сето ова што го правам, и на приватен живот и во бизнис и во општеството. Така да нека размислат и они која би била нивната цел, која што се надевам дека која најдат дека ќе им помогне многу во она што го прават, ќе им даде некакво значење.